Добро, ви благодарам што проследивте нашиот прес. Значи, пресот е свикан по повод обзнанување на најголемата изборна кражба во историјата на независна Македонија. Додека го држиме пресов, во моментот на левица и се крадат 3 пратеника, и тоа во изборна единица 2, во изборна единица 4 и вториот во изборна единица 1. Се сомневаме дека околу 10.000 гласа левица минимум е оштетена на овие избори. По разговор со стручни лица за хакерски напади, кој ги обавив непосредно пред пресконференцијата, ваков дистрибуиран напад на сајт, кој ако го споредиме со оној на TimeMK, кој беше од 40 милиони IP адреси, кошта неколку милиони евра. Тоа значи дека само неколку луѓе во државава тоа можат да го спроведат, или структури. Тоа е класичен изборен, некои велат мексиканско сценарио, не сум доволно запознат со деталите, меѓутоа е изборен масакар во еден збор. Она што најмногу загрижува е тоа што има околу 80.000 гласови кои што се несоодветни. Имено тие, според нашиот аналитички центар, не кореспондираат електронските записници со хартиените записници. На овој начин ние сме искрадени по 30-40 гласа, зборуваме во урбани средини по избирачко место, а пратениците кои висат во овие 3 изборни единици се за 200 до 600. Тоа значи дека со овие изборни нерегуларности, доколку не беа, ние ќе имавме чисти плюс 3 пратеници. Сега за сега имаме 2 пратеници чисти, се прави максимален обид од страна на СДС да не го земат и вториот пратеник во изборна единица 3, кој што е чист како солза. Ќе дадеме максимум од себе да дојдеме барем до 3 пратеници. Нашите правни тимови ќе поднесат приговори во законски предвидениот рок од 48 часа и ќе поднесеме и кривични пријави против членовите на ДИК, затоа што ова е невиден скандал во досегашната изборна историја. Во поглед на изборниот модел, сакам само збор 2 да се задржам. Имено изборниот модел конечно ќе мора да претрпи измени, тоа ќе биде првиот закон кој ќе го предложам како пратеник во собранието. Имено овој изборен модел е шизофрен модел, овој изборен модел ја фалсификува волјата на граѓаните и сега ќе ви кажам зошто. Затоа што еден пратеник на СДСМ и ДПМН чини 7.000 гласа, а еден пратеник наш на левица чини скоро 19.000 гласа. Тоа значи 2,5 пати повеќе. И видете ја иронијата. Алијанса и Алтернатива, кои имаат освоено 2 пати повеќе гласови од нас, имаат 6 пати повеќе мандати од нас. Значи, ова е шизофрен модел, ова е модел кој не може да обстои, ова е модел кој ја фалсификува волјата на граѓаните и ќе биде првиот кој ќе предложиме да биде сменет во една изборна единица. И видете ја споредбата. Коалицијата Можеме има 24 партии, имаат 46 мандати, тоа значи дека имаат 1,9 мандат по партија, значи левица води како 2 мандати по партија од коалицијата Можеме, исто така и од коалицијата Обнова, тие се 19 партии, имаат 44 мандати, што е некаде 2,3 мандати по пратеник. Ако на ова го додадеме фактот дека 99% од медиумскиот колач беше оставен на големите партии, само 0,8% следуваше на левица, тоа значи дека левица направи невиден скор во историјата на независна Македонија, која го нема направено ниту една политичка партија на овој изборен модел. Затоа ние сме презадоволни од граѓаните кои безмалку официјално 40.000 плюс 10 украдени, значи околу 50.000 цирка на гласови, што е 5 пати повеќе од прошлите, односно од изборите 2016, што само покажува дека идеологијата на левица фаќа корен во народот. Веруваме дека ќе има наредни предвремени парламентарни избори, бидејќи ова е пирова победа, кој да состави влада нема да може да ја одржи до крај, и на наредни избори левица ќе влезе со двоцифрен број на пратеници. Доколку имате прашања, повелете. Со која партија ви правил коалиција сега? Сега за сега немаме контакти со никоја партија. Веројатно ќе треба да се даде мандатот после официјални избори, па мандатарот да не викне да преговараме, но начелно со СДС нема што да преговараме. Значи мандатарот може да биде сега е заедно, дали би правил да го
Не, со Заев немам што да разговарам. Сакам да прашам и на Facebook вчера пишувавте, значи да цитирам, жабени се лижите, сите че ве стрела. Да, со Кој ќе срце. го стрелате? Па сите, како што пишуваат. Сите се... Кои се сите? Па еве, заклучете си сами. Јас не знам, као не знам. Па добро, не знам ни јас. Сите. Други прашања дали има? Еве, рекавте, говори кривични пријави, како тогава велите, или во вашата статус сега споменате дека има многу нерегуларности, не можете да ги видите сите записници. Па да, очекувам да ги видим. Па ние секојдневно во минута добиваме слики. Добиваме слики од минута во минута од различни изворни места. Ги евидентираме, имаме рок 48 часа од ноќеска, веројатно од вечерва. Се очекува ДИК во наредни 4 часа да ги објави, бидејќи рачно, по моја информација последна, рачно почнуваат да ги бројат записниците, не ливчињата, бидејќи симптоматично во овие избори е од каде се 10 плюс, тоест 11 плюс пратеници во албанскиот кампус, знаејќи дека актуелниот овој председателски парламентарен состав кој што оди во пензија има 20 пратеници албанци, а сега има 31. Значи, при вакви услови, каде што немаше, не знам, авиони како во други години, симптоматично е од каде овие 80.000 гласови и ние се сомневаме дека се или со полнети кутии или со електронско фалсификување, со внесување на погрешни податоци. Бидејќи имате неверојатни ситуации каде што во Ново село Струмичко победува Дуј, што е невозможно, теоретски е невозможно. Океј, фала ви многу.